Со Сузе честопати сме зборувале на таа тема и кога ќе му се пожалевме онака дека имаме многу работа и дека не се стасува, тој секогаш онака со насмевка ќе кажеше: не се нервирајте, работа и стари партале се ќе има. И честопати се смеевме на таа негова забелешка, меѓутоа навистина бил многу во право. И многу се болни разделбите со блиските луѓе заради тоа што носат тага, носат меланхолија, носат чувство на напуштеност, но и некоја длабока празнина, како кратер буквално да се отвора во вашата душа. Но денес во мене, а и во сите нас, се раѓа едно ново чувство, едно чувство на припаѓање кон новата, јас ја нареков, Иван Котевска ера, времето на кротките и љубочовечните, на оние кои дарувајќи не со искрена насмевка, со онака топол искрен стисок на раката, всушност не обсипале со чувство на благодарност, што ете ни се вкрстиле животните патишта, сме се препознале како собеседници, како што кажа Сузе, и така сме чекореле еден покрај друг, поддржувајќи се, работејќи заедно. Почитуваниот Ѓорги Барбаровски, кој што е овде во публиката, кога се разделувавме од Иван, ми ја кажа онаа позната мисла на некаде Достоевски, некаде Белински, дека сите ние сме излезени од неговиот шинел, мислејќи на Гоголь. Сите ние всушност денес сме негови, на Иван, и ученици, и воспитаници, кои го сведочеле времето кога тој скромниот и ненаметлив наш учител во своето мало торбиче, во кое секогаш носеше лист и пенкалце, во од ги собираше зборовите, како кога жетвар ги собирал околу стожерот зрната во пеколен златец. И во тоа мало торбиче, не баре со маркокралевска судбина, тој ја носеше на своите плеки, чиниш сета напластена мудрост на вековите, но не ја понесе со себе, туку ни ја остави за да ни биде светлина на патот, да ни биде патоводител. Знаеше почитувани Иван да каже дека зборовите се брусените диаманти на времето. Тој честопати тоа го кажуваше. Нив некој пред нас ги брусел, велеше тој. Со парче крпче од душата од кинато буквално им ја бришел патината, за да ни ги остави нам на потомците, како песна, како приказна, молитва, па и клетва, благослов, како сакате, приспивна песна можеби. Животот, почитувани пријатели и драго семејство, е како брз ноќен прелет на човековата душа. Времето во кое живееме, за жал, е време на делби, поделби, време на граници и меги, на нови ѕидови врз урнатините на старите, но судбината на одбраните ги предодредила да градат светови од пепелта на тие урнатини. Го носеше Иван во себе оној наш колективен Силјан Штрковски порив да летне угоре, да се извиши повисоко, да погледне отаде за да ја види сета наша земна трошност, но не за да ликува дека е таму горе. Напротив, да ни даде дека сме само патници на векот. Работејќи деноноќно, сите ние што го знаевме како Иван работеше. Тој се откорна, буквално се издигна над сите земни урнатини, но и над урнатините внатре во нас. Урнатини од распарчена душа, од суета, од мали алчности, од гнев, од непомирување. Не учеше тој постојано да летаме. Тој секојдневно не подготвуваше за новиот лет,
за новото возвишување над земните минливости, со трпеливост и верба во нашата сила, како што спомна Сузе, бескрајно веруваше во силата на младите луѓе. Она како оној галеб од Джонатан Ливингстон на Бах ни вдахнуваше верба дека не постои карпа над која не можеме да се извишиме. Но си најде тој свој остров во средиштето на немирните животни води, свое прибежиште, за да полета тогаш кога светот со сета своја безобзирност знаеше да му каже дека залудни му се обидите. Но не само што не му беа залудни, туку му беа и насушно потребни, не му самиот, на овој град, на оваа земја, на овој народ, да разбере дека само работејќи и следејќи го сопствениот позив можеме да станеме подобри луѓе и нашата приказна да му ја раскажеме на светот. Почитувано семејство, почитувани пријатели, кога ни се чини дека смртта со сета своја самовљубеност не дозволува ништо да биде потрајно и апсолутно од самата неа, ете го сеќавањето и трагите на човекот запишани во неговото дело. Иван е автор на над 220 стручни и научни трудови. Иван е автор на 18 книги. И не знам дали знаете, ќе споделам со вас, неговата најголема желба беше за неговиот животен век да издаде 21 книга. Кога еднаш го прашал зошто, тој кажа: Ана, за секој век по една книга, толку му должам на светот. И наша должност е, почитувани, трите книги кои што му останаа необјавени, да ги објавиме. Елелига Пепелига, детскиот фолклор од Струмица и Струмичко, е книга која што е готова, но за жал нашите обиди до Министерството останаа да бидат неуслишени. Втората книга е книгата со римуваните поговорки, за која што заеднички почнавме да ја работиме и толку многу ја сакаше. Велеше дека римуваните поговорки се нашата најубава поезија. И таа книга е скоро готова. И третата, книгата за училиштето во село Дабиле, училиштето во кое тој повеќе од скоро 25 години беше директор, и тоа му беше голема желба. Затоа најмногу што можеме или најмалку што можеме да направиме е барем општина Струмица во следните 3 години да смогне сили да ги објави овие книги, кои што во суштина не се многу големи по обем, меѓутоа секако по значење. И само уште ова, знаете, најмногу го болеа две работи. Првата беше кога нема да му ја вратите позаимената книга од неговата лична библиотека. Тоа беше како да му чепнете во срцето или во најмилото. И второто, кога ги добиваше од Министерството оние небулозни одговори дека книгата е одбиена заради тоа што не нашла комисијата вредност од национален интерес, тоа го навистина кршеше. Но секогаш тука беше општина Струмица која што наоѓаше начин книгите да ги објави, и така книгите се објавуваа. Тука се почитуваните директори на институциите, колеги кои што му помагаа на некој начин неговите книги да го видат белото видело. Ете сме сите тука вечерва да си ветиме дека нема да дозволиме богатството да остане необјавено, и тоа е нашето одолжување кон него, барем толку можеме. А спомен обележието кое што треба еден ден да изникне во овој град, мислам дека се подразбира. И на крајот, човекот Иван, пријателот Иван, учителот Иван, фолклористот Иван, колегата Иван, денес стои како жива стража на духот на оваа наша македонска земја. Тој ги заслужи сите земни награди, но вистинската и најголемата е вечниот спомен и вечното сеќавање на него. Нека му е вечна славата.